Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhat në program. Do flasim sot për një temë që ka në fokus shëndetin mental, siç është ndoshta ndikimi i ndarjes tek njerëzit. Shpesh çiftet e reja sidomos gjenden përpara një vendimi kur duhet të ndahen nga partneri apo duhet të japin edhe një shans ndoshta martesës, ndoshta bashkëjetesës apo ndoshta edhe lidhjes së tyre. Pikërisht ne sot do të flasim për këtë se si ndikon në anën psiqike tek të dy partnerët dhe jo vetëm, kur vërtet duhet të provojnë çiftet edhe një herë dhe të mos i përmbyllin gjërat atë lehtë, dhe kur tashmë nuk ka shpresë dhe më e mirë është ndarja për të dy partnerët. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar Jovana Zatarakovska, licencirana психолог и семеен психотерапист. Добре дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Чест да ве имаме тука во студио да разговараме на една тема која верувам дека многу од гледачите можеби се нашле некога, барем некогаш во животот пред ваква одлука. Дали паровите пред да ја донесат одлуката за да се разделат меѓу себе, треба да посетат психотерапевт? Па, како ви одговорила тука, јас како семеен и системски психотерапевт, секогаш ги поттикнувам и поддржувам оние луѓе кои што се соочуваат со одредени проблеми, пречки и тешкоти, да секогаш сме ние тука како психотерапевти да дадеме таа стручна помош која што им е потребна. И сега колку тие често и не контактираат, доколку се запрашаме, е нешто што почнува да се менува. Во последно време почнува да се менува во помладите генерации која се соочуваат со одреден проблем, наоѓаат на напнатост, на нервоза, на неможност за правилна комуникација, на онаа комуникација која што ќе вроди со плод, да кажеме, па на некој начин и ја бараат таа стручна помош. Сепак постојат и за позатворени, ние како општество сме позатворени. Многу често луѓето ги користат, јас го поддржувам со сопствените ресурси да ги искористат кои што ги имаат семејството, пријатели, роднини, да некоја отвореност со нив постои, па доколку и тоа не им помага, да ние како терапевти сме тука да ја дадеме нашата помош. Меѓутоа, семејството, пријателите можеби некогаш даваат одговори или совети од субјективен план. Дали ова помага некогаш или може и како да ги влоши работите? Па тука се многу важни границите. Границите кои што ги поставуваме и ние како луѓе, како индивидуи, како еден нов систем кој што сме го изградиле, е потребно да биде онака здрав и јасен. До каде може да влијае она што ќе ми го кажат, што е она што мене ми значи, затоа што во многу ситуации справувањето со одредени потешкоти многу често го имале и нашите родители, нашите предци, онаа генерација над нас, па многу често знаат и да ни помогнат. Од друга страна, кога гледаме дека тоа не помага и едноставно ги пробиваат оние граници кои што веќе сме се обидувале да ги поставиме, тогаш е навистина проблем и тогаш навистина како терапевти, како луѓе кои што сме обучени, можеме да дадеме таа помош. По-објективен можеби одговор. По-објективен, да, по-објективен аспект на целата ситуација на што е она со што се соочуваат. Тогаш уште на почетокот да одговориме на прашањето, треба да се бара помош пред да ја донесеме таа одлука за развод или разделба од психолог? Да, секако. Секако мислам дека треба да се побара помош, треба да се побара разговор, затоа што, знаете, тоа е една тешка одлука, таа е една одлука која што е голема одлука, би кажала, не е лесно, не се доноси лесно и е потребно да не се донесе во некој афект, во некоја емоционална набиеност која сме, туку онака баш трезвено да се размисли пред да се пристапи кон тој чекор. Пред малку спомнавте дека комуникацијата е многу важна помеѓу партнерите кои што се во брак или можеби функционираат или живеат заедно. Дали македонските парови комуницираат меѓу себе? Да, ние како поднебие, повторно ќе кажам, сме малце позатворени. Многу почесто знаеме да кажеме па треба да се предпостави дека во брак партнерот треба да го направи тоа и тоа, па она знаеше што треба да се направи
и некако се онаш со што не се согласуваме, умееме да го преќутуваме, да го затвараме во себе и кога сето тоа се случува, некако се таложи, како што викаме ние, се пика под тепих она се што е лошо, да во моменти кога тоа ќе настане големо, да е потребно само една мала работа да ја прелие онаа чаша што се вика. И секогаш е потребно, и тука е навистина важна комуникацијата за оние парови кои се соочуваат со проблеми во комуникација, со неразбирање едноставно, не можат да пронајдат начин на кој како да се справат со потешкотиите кои што ги имаат, затоа што едноставно не комуницираат. Се сеќавам, имав еден пар, викаат, ние имаме проблем со комуникацијата, имаме потешкоти, но при работа да потоа сватат дека во они воопшто и ја немале таа комуникација. Значи воопшто не постоела. Некако не постоела таа комуникација и затоа и доаѓаат до тие проблеми со кои што се соочуваат и потешкоти кои што го надвјасале, да кажам, тој брак. Некогаш едниот партнер пробува да комуницира, меѓутоа другиот не сака и се повлекува. Дали овие се најтешките случаи кои можат да го најдат тој начинот да ги се справуваат со проблемите? Да, знаете, тоа е на некој начин и, како да кажам, нешто што го научиле. На кој начин се справуваме со потешкоти. Некојаш и трансгенерацијски или од минати искуства, минати слични ситуации сме научиле дека кога има конфликт, ние се повлекуваме и не игнорираме, но едноставно не зборуваме. Но од друга страна има некој кој што постојано се обидува да зборува, се обидува да праша, да каже, да има да повторно ја возобнови таа комуникација. Па во ситуации кога еден постојано е тој кој што сака и бара, може да дојде и tekako до измореност. На јас се обидувам да направам, од другата страна нема фидбек и слично. И тука имаме многу често, како би се кажало, да напад. Да се напаѓа, јас се правам, ти ништо не правиш. Но од друга страна, ако дојдеме да се прашаме, да пристапиме кон партнерот со она можеби и разбирање на како јас се чувствувам, знаете, не со напад, туку повторно враќање кон себе, јас се чувствувам на овој начин, вака и вака ми е, тешко ми е, сакам да разговараме, верувам дека тоа е начинот како може да се подобри до одреден степен таа комуникација. Дали некојаш може да е и до карактерот на луѓето? Пример, имаме луѓе кои се егоистични, некои нарцизисти, некои можеби се почувствителни, некои можеби често се откажуваат од работите, иако сакаат да го проводат тој пат заедно со партнерот. Тоа е се до на желба за и мотивираност до каде сакаме да одиме и дали сакаме да се разбереме или не. Кога е некој онака цврст на својот став, јас сум во право и не се менувам и ништо не се менува, тука е многу тешка работата. Но кога има поглед кон и отвореност на окей, сваќам, разбирам дека тоа можеби е погрешно што го правам и можеби е и до мене проблемот, знаете, да повторно се свртат кон себе и кажат можеби е до мене проблемот, верувам дека на тој начин може да се и дури и тие луѓе кои што онака имале цврсти ставови да некако полека ги разлаваат. Како комуницирате со овие парови кои се на вистина тешки за работа? Колку често треба да доаѓаат тие кај еден психотерапевт? Тоа е индивидуално е. Сепак е индивидуално, секој пар си е првата средба е најтешка. Уникатен. Првата средба е тешка од поглед на договарање на двајцата партнери да дојдат заедно. Кога они веќе ќе се одлучат да дојдат заедно, се случува во текот на самата сесија да слушнат работи што воопшто никогаш не ги слушнале. Немале можност да ги споделат, да ги кажат, затоа што во една таква ситуација каде што има постојано кавги, несогласувања, тешкоти во секојдневието, многу тешко успева да се слушаат.
Многу често е она што излегува од нив е неконструктивно, е напад, ти го направи тоа, јас го направив ова, но кога се на сесија имаат онаква safe space, ние што го викаме, имаат онаква навистина средина во која што можат да се изразат себе и другиот партнер е тука да ги слушне, се случува да многу парови за прв пат слушнат и се развие повторно таа, како да кажам, љубопитност за што е она што се случува, да е од тука продолжи кон подобро работата. Се заборавила можеби еден со друг како што не влече животот така некоја забораваме на партнерот, а и на себе. Па да, и во различни животни циклуси во кои што се луѓето, некогаш децата им го одвлекуваат нели вниманието, некогаш се случуваат на личен план некои промени кои што се случуваат и не успеваат да го најдат време за она што претходно било како по дефолт јас и ти сме заедно и одат заедно, но не одат низ комуникација заедно. Тогаш зошто се повеќе имаме разводи во нашата земја? Пошто последната статистика покажа дека многу расте бројот на парови кои одлучуваат да се разведат. Зошто има се повеќе разводи? Се повеќе, знаете, многу брз живот стана. Многу стана животот брз. Многу дојде до голем број на предизвици финансиски кои што ги имаат луѓето, голем број на ситуации кои што не ги знаеле претходно, сега се чувствуваат можеби посигурни, поспремни, поедуцирани за што е она што мене ми е потребно. Порано повеќе биле важни оние вредностни системи кои што ги имале семејни вредности системи луѓето. Дури и да е тешко и да не е добар бракот и да нешто не штима, како што викаме, да се уште се обстојува и постои тој брак. Но како се менуваат времињата, тоа е нешто што прави да некои парови се одлучуваат на развод. Што се случува на психичко ниво, пошто зборуваме за менталното здравје, но што се случува на психичко ниво кога веќе знаеме дека нешто е завршено? На психичко ниво тоа би го поврзала со онај дел на типовите на развод, би кажала. Затоа што тука ни е оној правен дел кој што некако изгледа и најтежок, но кога ќе се помине и тој правен дел, ствари она што доаѓа е оној емотивен развод. И тука е она тага, лутина, жал, оној немир во нас. Она анксиозност која што може да се јави. Да чувствуваат во тие моменти. Па и гнев, и лутина. Тие се сите оние последователни кои што зависно од ситуацијата, затоа што за некој можеби ќе значи олеснување разводот, затоа што се спасиле од една врска која што можеби била незаститувачка, конфликтна, не бил сигурен партнерот во таа врска, но од друга страна за некој значи голема загуба. И бракот е навистина загуба, затоа што ние како терапевти секогаш викаме дека тоа е еден вид на загуба. И кога се соочуваме со загуби, со голем број на загуби, ние имаме ритуали со кои што ни помагаат да се олесниме. Но во ваков тип на загуби во бракот нема ритуали. И затоа е навистина тешко. И верувам дека е она што се случува на психолошко ниво многу зависи од оние резилиентни снаги кои што ги има човекот, оние силни снаги кои што ги има во себе, на кој начин ќе се справува со тие ситуации, како би продолжил понатаму. Тука би го спомнала и оној финансиски развод, затоа што сепак доаѓа до една доза на несигурност. До тогаш имало едно семејство и заеднички приходи кои што доаѓале во тоа семејство, да после тоа се случува да еден од партнерите се соочува со место на живење, доколку работел или не работел, што се случува и таа цела несигурност прави немир. Да можно е да се јават и тие панични напади, таа анксиозност, повлеченост, затвореност,
И тука доаѓаме и до онај дел на социјалниот развод, и тоа е сите оној губиток кој што се случува на поделба или сите оние заеднички пријатели, роднини, снаи, свекари, се што комши некогаш, што и тие се дел од нашиот живот. Сите оние кои што некогаш сме биле заедно, тогаш престануваат, веќе не се, и затоа викаме ние некогаш не се разделуваат само партнерите, се разделуваат цели семејства. И тоа е жално во некои случаеви. Ќе се вратиме во вториот дел на емисијата, за да продолжиме понатаму да разговараме за тоа кога треба да се даде можеби втора шанса на бракот. Shkëputemi për pak çaste publicitet, rikthehemi pas pak për të folur si mund të tejkalojnë më lehtë të ndarjen, të gjitha ato çifte që vendosin të shkojnë në atë mënyrë, ta përfundojnë martesën e tyre me ndarje, por cilat çifte duhet të japin një shans të dytë vetes së tyre. Vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për martesën, ndarjen apo ndoshta edhe bashkëjetesën dhe ndarjen. Kur një çift duhet t'i japi një shans të dytë të martesës apo lidhjes së tyre dhe kur vërtet diçka duhet të përfundojë sepse është në të mirën e të dy partnerëve. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar Jovana Zatarakovska, licencirana psiholog i me psihoterapeut. Во првиот дел на емисијата спомнавте дека постојат неколку типови на разводи, но верувам дека постојат и неколку типови на врски. Често пати во последно време сме слушале за тие токсични врски. Ти си токсичен на мене, јас сум токсичен на тебе, на партнер, зависи во каква врска се наоѓаат. Што е тоа токсична врска? Кога треба да се прекине таа токсична врска? Дали во сите случаеви нема више шанса да се промени партнерот или треба да се даде уште една шанса за да одат работите кон подобро? Да, токсична врска е се она што им прави немир и неспокојна на еден од партнерите. Која викаме токсична врска е она која што не би можел да биде своја личност, ја не го нема мирот, го нема спокојот и ја нема села она убавина која што би требало да ја има во една врска. Кога зборуваме за што е она, дали треба да се даде шанса или не на некој кој што е во токсична врска или оној кој што некогаш знаеме да го наречеме токсичниот, многу често е она што го зборуваме да доколку еден од партнер, доколку двајцата партнери се свесни за таа дека постои таа токсичност, да има шанси да се работи на тоа, затоа што некогаш не се свесни дека со што е она што го парат. Многу често имав ситуација каде што еден пар беше на сесија и да она девојката се жали од партнерот да он е манипулативен и на кој начин манипулативен, на тоа што он е тој што постојано контролира, сака се да знае каде сум, што сум, како сум. И двајцата се на сесија и партнерот го слуша тоа. И партнерот вика, ама не, јас не го правам тоа така, јас го правам тоа од грижа. И видите како може во од грижа еден да се направи тоа. И видите како на еден пар кој што се заедно во иста просторија, иста работа, ја гледаат еден на еден начин, на друг начин. Да потоа кога и партнерот, оној кој што го правеше тоа од грижа, да има по онакви алатки и механизми на кој начин би можел по различен начин да се грижи. И од другата страна што е она што таа девојка би го правела и со што би била задоволна, да кажеме, за таа врска, како би ја видела таа грижа на поразличен начин, да доколку тоа го видат од аспект на другиот партнер, многу е полесно да го разберат, но и да го променат. Но доколку еден партнер вика имам проблем со одредена работа, со одредена токсичност што ја гледаат, а другиот партнер тоа не го гледа воопшто како токсичност, нема свест дека тоа што го прави е погрешно, тогаш е многу тешко за работа. Тогаш и тешка е и промената, тешко е и доаѓањето до било каква различност од она што име секојдневен сетинг.
Пред малку спомнавте грижа, дека се грижам за партнер, затоа можеби сум толку токсичен. Но може љубовта да биде изговор за таа токсичност или пример љубовта да биде изговор за да се трпи се во една врска? Не, како што кажав на почеток. Љубовта и оној брак што го викаме ние би било конструктивно и здраво се што им причинува задоволство на тие двајца партнери. Доколку еден се соочува со било каква токсичност, го види тоа како токсичност, многу е лесно да тоа почне да се дрма. Да почне да доаѓа земјотресот. Затоа што еднаш кога ќе се види тоа како токсичност, многу е тешко да ние пристапиме на поразличен начин, поразличен увид да видиме, затоа што многу често тоа ќе го прецепираме. И тоа ќе го прецепираме и се друго што би било поразлично, тоа ќе ни биде чудно што се случува. Често пати едниот е виновникот во една врска, зашто се разделуваат, или едниот е тој што е токсичен. Но може двајцата партнери да бидат токсични еден на друг? Може. Може со... Кога викам и двајцата може да бидат токсични, тоа е повеќе од аспект на она како тие го доживуваат. Затоа што најважно е како партнерите се доживуваат себе. Не е толку важно дали е тоа прифатено од страна на другите луѓе, дали е прифатено од заедницата, дали е прифатено од било кој друг. Како они го чувствуваат тоа. Кога они го чувствуваат, ја чувствуваат токсичноста, затоа што може одредена работа едниот партнер да ја чувствува за токсичност, друга работа другиот партнер да ја чувствува за токсичност, и кога двајцата би биле на сесија и би ги прашале, и двајцата би кажале да, и он е токсичен, и другиот би го одговорил истото. Затоа викам да, има шанси и може да се и двајцата токсични. И повторно доаѓаме до таа комуникација која ја немаат паровите, а толку е потребна во вакви случаи. Кога треба да се одлучат партнерите за развод, да прекине еден брак, а кога треба да се даде уште една шанса? Кога треба да се одлучат за развод е можеби некаде нема унифитарно, како би кажала, правило во кој момент треба да се прекине тој брак. Она што најчесто луѓето го прават е да се обидуваат, да се соочат, да се справат со одредени потешкоти на начини на кои што им се познати, доколку има ситуации каде што нели постои насилство, постои делови на несигурност, неспокој, емоционално вознемирување, понижување и слично. Тоа се сите симптоми што би ги кажала, кои што можат и како да доведат до раскинување на тој брак. Но доколку постои, како што кажав и претходно, да има заинтересираност, има желба за промена, се гледа дека и двајцата партнери имаат некаков тип на разбирање еден кон друг, тогаш и како е можно да тој брак продолжи и продолжат низ работа. Сепак не се случува промената од денес до утре. Тоа треба да бидеме свесни, пошто често пати сака за еден месец и да се реши се. Да, сакаат и за еден месец и за низ една-две сесии тоа да се промени и го очекуваат некогаш тоа. Но пак би кажала, тоа е навистина долг процес, затоа што тоа се некои вредности кои што ги има во самата личност, од семејството, од трансгенерацијски пренесувани, кои што цврсто сме ги примиле во себе, да во моменти кога сакаме да ја направиме таа промена, би било многу тешко. Би било тешко. Би било помако трпно од се друго. Но како што вие кажавте во овој разговор, верувате дека ако се сака, може да се сменат работите кон подобро. Доволно е да се има волја од двајцата партнери за да ги сменат работите кон подобро. Да.
нема само еден виновник која сака да се продолжи понатаму, некогаш мора да ги наоѓаме врските и кај себе, за да знаеме можеби и ние како сме постапиле кон партнерот во тие случаеви. Па ние како луѓе мислам дека и некако и трагаме кон она барање на баланс. И кога одиме на бараме баланс, бараме да и двајцата бидат виновни. Но во една здрава врска многу често да и едниот предизвикал нешто за да се случи тоа недоразбирање или слично и другиот да постапил на одреден начин за да дојде до сето тоа. Но има ситуации кога навистина поголемата жртва ја има едниот, а поголемата одговорност ја има другиот. Како тогаш да се продолжи понатаму во моментот кога се одлучуваат за развод? Како да се продолжи понатаму? Тешко е, навистина е тешко. Одлуката за развод е и како тешка, посебно и доколку постојат и деца во тоа семејство. Што со тие деца, на кој начин би функционирале, она безбедна зона која што им била комфорт дома, наеднаш станува земјотрес. Јас би кажала да не се избрзува, да се биде во онај момент на да се соочат со сите емоции кои што им доаѓаат, затоа што тагата многу често ние и како народ умееме да ја протрчаме, само за да се покажеме дека можеме да тоа биде полесно, ние сме се соочиле со тоа и сме успеале да се справиме со цела ситуација. Затоа би кажала, важно е да навистина бидат да ги доживеат сите емоции, да бидат со пријатели, со луѓе на поддршка, со оние ресурси кои што ги имаат, па доколку не успеваат да го надминат цел тој проблем, целата таа ситуација, се што им представува тешкотија, да ние сме тука како терапевти, како стручни лица, слободно да не контактираат. Понекогаш навистина е важно и стручната помош од психотерапевт. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија и што ни објаснивте на толку убав начин, но верувам дека и многу од паровите што не слушнаа во овие моменти, навистина можеби се пронајдоа во разговорот кој го направивме. Да, ви благодарам и вас на поканата. Ми беше чест. Shikues nderuar, me kaq për mbyllë emisionin për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashkë jemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.